Во домашни услови низ земјава денеска гласаат вкупно 8.851 болно или немотно лице, како и 442 лица во домовите за стари лица на територија на цела држава. Во општина Ново село утринава гласањето на болните и немотни лица. Привремено е прекинато поради техничка грешка на редните броеви на носители на советнички листи на гласачкото ливче. Во оваа општина пријавени се околу 400 болни и немотни лица. За случајот информирана и Државната изборна комисија, пошто гласачкиот материјал е повлечен и се печати нов. Телма денеска беше со членовите на избирачкиот одбор 2260. На списокот имаа 9 болни и немотни. Една од нив е и 78 годишната Ленка Божанова. Ово ми е прв пат што гласам, а од секогаш сум гласала на гласачкото место. Вкупно граѓани за гласање имаме 673, а денес правото на глас го остваруваат болните вкупно 9 на број. И процесот е во тек, да. Така се ли е во ред? Да, досега се оди во ред, немаме никакви проблеми и ќе завршиме во текот на денот. Избирачките одбори кои денеска имаат теренска активност, воедно го земаат избирачкиот материјал и ги уредуваат избирачките места за утрешното гласање. Согласно роковникот на ДИК, бидејќи последното пријавување за такви лица беше до 10.10, Општинската изборна комисија одржа седница на 11.10, каде што ги разгледа сите 152 поднесени пријави и сите 152 пријави беа прифатени, односно беа усвоени и вакви 152 лица ќе може да го остварат своето право на глас во домашни услови. На локалните избори во Шти право на глас имаат 41.411 граѓани, или на избирачкиот список има 800 гласачи помалку во споредба со парламентарните избори. Граѓаните утре ќе гласаат за градоначалник и советници во советите на општините. Гласачките места се отвараат во 7, а се затвараат во 19 часот.